Сега би сакал да ви поставам едно библиско прашање. Значи, на крај се одлучив дека 9 глава од Евангелието според Јован ќе одложам за понатаму, за идниот месец. А сега би сакал да се позанимаваме со нешто друго. Ова претпладне слушнавте дека Бог е љубов. Библијата кажува што Бог е. Дали знаете некои други библиски стихови кои што кажуваат што Бог е? Значи, освен дека е љубов, дали постојат некои други текстови кои што зборуваат за тоа што е Бог? Значи, не кој е Бог, не каков е Бог, туку одговарат на прашањето што е Бог. Пример, Бог е нешто друго. Дали постојат некои такви текстови? Што мислите? Дали познавате некој таков текст? Бог е оган што изгорува. Добро, друг? Поведи Димче, што не те слушнав што кажа. Добро. Добро, Бог е љубов, затоа сега нема да зборуваме. Дали познавате некој друг текст? Јас имам впечаток дека нема многу вакви текстови. Имам впечаток дека се многу малку овие текстови, кои што кажуваат што Бог е. А зашто тоа го кажуваат? Еве може би полесно прашање. Што самиот Исус вели за себе си дека е? Што се за себе си вели дека е? Например, што рекол за себе си? Јас сум пат, вистина, живот. Три работи. Пат, вистина и живот. На друго место што вели? Јован 11 глава. Јас сум воскресение и живот. На трето место Јован 10 глава. Јас сум врата. Понатаму. Леп. Жива вода. Што друго вели во Јован? Јован најчесто истакнува една друга работа. Се скавате, го има. Добро. Значи, а мојот отец е што? А мојот отец е што? Виноградарот. Виноградарот. Јас сум светлината на светот. Дали се сеќавате на еден текст зашто Бог е светлина и во него нема никаква темнина? До сега што имаме? Бог е љубов, Бог е светлина, Бог е оган што изгорува. Нешто друго? Добро. Да, добро е тоа, добар одговор, затоа што тој вели, значи, јас сум и јас сум. Или јас сум. Или јас сум оној што е. Во прво лице кажано. А што значеше тоа? Тоа ни беше и него доста тазе од претходната сабота, кога ја завршувавме 8 глава. Зошто Бог себе си така се нарекол, односно, зошто со такво име се открил на Мојсеја и потоцна на израелскиот народ. Јас сум. Што значи тоа сум?
Ви текнува Декартовата изјава. Мислам значи постојан, значи сум. Че тие што не мислат, не се, односно не постојат. Или тие што не вклучиле мозок, кажано поинаку, како да не постојат. Добро, меѓутоа ние се занимаваме со Божјата реч, не со Декартовата филозофија. Јас би сакал да се задржам на оној елемент со кој што, оној поим, подошно речено, да не свати некој дека се работи за хемиски елемент. Оној поим со кој што апостол Јован и досега во овие 8 глави од Евангелието, а и подоцна ќе видиме, најмногу и во неговите соборни посланија, најмногу се задржува. Најмногу го споредува Бога или Исуса со светлината. И 9 глава, која ќе започнеме, а би сакал која ќе започнеме и визуелно малку подолго време оваа зима, немавме прикажување на сцени од филмот за Евангелието по Јован. Малку да се освежиме и визуелно со неа, може би таму за 2 саботи. Значи, следната сабота ќе има прожектирање на една друга проповед, следната сабота навечер, а таму на 6 април по неа ќе прожектираме 9 глава од Евангелието според Јован и ќе зборуваме конкретно за неа. Меѓутоа и таму во таа 9 глава, кај што станува збор за слепородениот и неговото исцелување, самото слепило, значи има врска со видот, а видот има врска со што? Со светлината. Дали знаете како се дефинира светлината во физиката? Добро, не мислам сега да ми кажете дефиниција за бранова должина од спектарот на електромагнетното зрачење и така натаму. Од толку до толку. Просто кажано, светлината е сето она што може да се види, што значи со вашето око, со човечко око. Сето она што го гледате е светлина. Ако нема светлина, што гледате? Се гледате? Значи, ако немате светлина, не гледате ништо. Ако сте скроз слепи, е исто како да нема воопшто светлина. Дали би сакале слеп човек да биде водач? Што ќе се случи ако слеп човек биде водач? Исус вели и двајцата ќе паднат во јама. Но што се случува ако имате здрави очи, а не гледате за... Или, што вели Светото Писмо, таквиот оди се движи низ мракот, на кој начин се движи? Со допир. Сите вие знаете како е да се движите низ просторија, во која што е апсолутно мрачно, темно, нема никаква светлина. Ја мислам не е многу право, што се многу свет, али може и со затворени очи да се јави светлина и да се движи. Верите ми тоа дека... Каква е таа светлина во случај? Некој те води, али се јавува со затворени очи некоја светлина и те носи. Во ред. Да, послушате некој те води. Што сака да каже апостол Јован кога го споредува Христа или ги цитира неговите зборови, кога тој самиот за себе вели дека е светлината на светот? Зошто Исус е светлината на светот? Овој свет има ли светлина? Која е таа физичка светлина? Сонцето. Вака сега кога го споменавме сонцето, има тука нешто многу интересно.
Што мислите? Зошто Господ создал цвеќиња? А дали самото цвеќе кажува нешто за тоа каков е Бог? Што кажува еден цвет? Што ви кажува за неговиот создател? Еден цвет. Значи, гледано од неговиот карактер, значи, каков е карактерот на оној кој што создал цвет? Добро, значи, кој е креативен. Сите сложени облици на создание што постојат, покажуваат дека создателот е некој страшно суперинтелигентен креативец. Дори изненадува какви све животни форми постојат, што на ум не може да ви дојдат. Меѓутоа самиот цвет, да речем, што? Нежност, убавина. Само нафрлуваме сега, не зијаме збор. Може да нафрлувате, тоа го сакам, бидејќи тоа покажува дека сте активни. Дека не е здодевно ова што се зборува. Меѓутоа, ако Господ создал само цвекиња, само нежни, кревки облици, тогаш што ќе заклучите? Што би заклучиле за создателот? Дали он создал само нежни работи? Например, Господ го создал сонцето. Знаете што е сонцето? Знаете колко е големо сонцето? Знаете колку големи, огромни звезди во однос на кои самото сонце е џуџе постојат? Што кажуваат тие за Бога? Што кажува цветот за Бога? Дека Бог е љубов. А што кажуваат џиновските звезди за Бога? Оган што изгорува. И светлина, истина. Страшна светлина, заслепувачка светлина. Апостол Павле вели, опишувајќи го своето искуство пред Дамаск, ме осветли светлина посилна од сончевата на пладне. И го ослепи. И кога се исцелил од таа слепотија? Кога се крстил? Кога се крстил, се исцелил од слепотија. Зошто? Зошто Господ му го држал слепилото до моментот на крштевањето? Зашто Господ сака да ги поврзе физичката вистина со духовното значење. Физичката светлина или физичкиот вид со она што крштевањето значи. Раѓањето во нов духовен, просветлен од Светиот Дух, нов просветлен живот. Што мислите, зошто најголемите објекти што Господ ги создал во Вселената? А кои се тие? Значи, џиновските сонца и звезди. Зошто баш тие се најславни? Таму има најмногу светлина. Таму има највисоки температури. Значи, најсилен оган. Зошто се тие најславни? Најславните созданија што постојат во Вселената, случајно или не, најџиновските, најголемите, се најсветлите и најжешките. Зошто? Дали знаете што не споменавме од сето она што Бог е, а што исто така го поминавме досега во проучувањето на Евангелието по Јован, барем во овие први 8 глави? Што и рекол Исус на Самаријанката, се секавате? Зашто Бог е
дух. Бог е љубов, Бог е светлина, Бог е оган што изгорува, Бог е дух. Значи, кога Бог би бил само некој славен, светол, тоа со светлина, со слава која што не може да се спореди, значи, ни звездената, ни сончевата, со таа слава која што го обвиткува Божиот престол. Со таа Божја слава, која што дури ангелите не можат да ја гледаат без да постојат некои двајца најславни меѓу нив, што ќе ја заскриваат. Зато тие херувими се наречени како? Засолнувачи. Тие ја засолнуваат Божјата слава од неговиот престол. Зошто ја засолнуваат? Зошто има потреба да се засолнува Божјата слава? Да прочитаме нешто за Божјата слава. Се сеќавате на Исаија 6 глава. Почнем да читаме од првиот стих. Во годината кога умре царот Озија, јас го видов Господа, вели и пророкот Исаија, јас го видов Господа. Сега ќе видиме што видел. Седнат на престолот висок и издигнат, а полите на облеката негова го исполнија целиот храм. Околу него стоја серафими. Секој од нив имаше по 6 крилја. Ова е визија, да се разбере. Со 2, секој го криеше лицето свое. Зошто го крие лицето свое? Со 2 други ги криеше нозете своји, со 2 леташе. И вика еден кон друг и велеа: свет, свет, свет е Господ Саваот, целата земја е полна со неговата слава. Се сеќавате на еден друг старозаветен опис на Божјата слава? Да отвориме во книгата на пророкот Езекијел. Езекијел 1 глава. Немаме време да читаме целата 1 глава, за да го добиеме целиот контекст. Меѓутоа, опишувајќи ги тие суштества, овде наречени животни, всушност битија, суштества, нешто што не може да се нарече со човечки јазик, не постои човечка, не постои именка во човечките јазици, да се опишат тие созданија што постојат горе, на небесата. Но, опишувајќи го нивниот изглед и сето оно што го видел во таа визија во врска со нив, од 25 стих, од 26 подочно, се вели над сводот, над главите нивни на тие суштества, имаше нешто слично на престол. Како да беше од каменот сафир. Значи со каква боја? Сина боја. Символ на Божјата праведност. А на престолот од озгора нешто слично на што? Зошто слично на човек? Зошто тој што седи на Божиот престол е сличен на човек? Затоа што човекот е создаден според неговиот лик. И видов потоа нешто усвитено, како бронза, а внатре во него наоколу оган. Што е нашиот Господ, вели апостол Павле? Оган. Од бедрата угоре и од бедрата удолу, значи и горе од половина и од половина надолу, што? Видов слично на оган. Замислите суштество, чие што цела форма, од глава до петици, е оган. Светлина, нешто што свети. Може би на краевите, како да свети син пламен.
Така јас си го замислувам. Понатаму вели пророкот, а околу него, значи он самиот од појас нагоре, од појас надолу, оган, а околу него што? Околу него имаше светлина. Значи, внимавајте, Божијата слава, шекината, светлината е нешто што го обкружува, што го скрива него од погледот на создадените суштества. А тој самиот е што? Оган. Значи, божествената суштина, божествената природа е нешто слично на оган. Се разбира, многу е понижувачки да ја наречеме оган или било која именка од човечките јазици. Било која споредба, дори и самиот поим светлина, кој што изгледа многу славен за нас, сепак е понижувачки за она што Бог представува. Но зашто е сега Исус рекол дека Бог е дух? Контекстот беше во разговорот со Маријанката, дека било каде, и тука и во Њујорк, може да му се кланяте на вистинскиот Бог. Не мора да поете во Ерусалим, иако во Христо време тоа не било случај, но да речеме во Соломоновиот храм, каде што таа светлина постојала во светињата на светињите. Значи, постојало Божјото физичко присуство, на некој начин. Но кога Бог би бил само физички ограничен, макар и со таа слава, со таа неопислива и непристапна светлина, со која што е обкружен, тоа што би било ограничено суштество. Меѓутоа, постојат многу други текстови, каде што Господ вели, мене земјата и небото не може да ме соберат. Јас ја исполнувам целата вселена. Господ е и дух, за да разбереме дека тој е насекаде присутен. Но може ли насекаде да биде присутна таа вжештена слава? Може ли таа да биде насекаде присутна? Може ли тој оган да биде насекаде присутен? Се разбира не. Бидејќи во тој случај, никој од нас не би останал жив. Зошто е Господ опишан со сите овие карактеристики? Оно што најмногу сакам да ни остане втиснато во мислите е неговата слава. Бог е опишан како најславното суштество што постои. Јас дори верувам дека тоа е една моја лична претпоставка, нека биде. Кога не би постоела таа светлина што го обкружува, кога тој би се открил видливо, значи тој оган, таа божествена суштина, видливо, дали знаете што би се случило? Јас верувам дека целата вселена би била, сите созданија би биле уништени во трилионити дел од наносекундата. Јас така верувам. Нашиот Бог е оган што изгорува, што спалува. Но затоа тој во сета своја божествена слава воопшто не е така изложен пред своите созданија, туку е скриен, обвиткан со една светлина, наречена шехина на еврејски. Апостол Павле нарекува во посланието до Тимотеј, првото послание до Тимотеј, непристапна светлина, во која што само еден може да влегува и да излегува од неја. Само Божиот Син. Значи, Бог е дух, за да можеме сите ние, било каде во светот, да комуницираме со Него, без да мора да патуваме, далечни патувања, за да го најдеме. Бог е слава, светлина, оган што изгорува. Бог е страшен, за да имаме кон Него стравопочет. Не знам. На тоа прашање немам одговор.
малку можеме да разбереме што се Бог е, но не е битно толку да разбереме со нашиот ум, колку што е битно да разбереме со нашето срце. Или душа, како сакате да речете. Односно, таа Божја слава за која што Исус се молел, сила Светиот Дух, да влезе во светињата на светињите од нашето битие, во нашите најтајни, најинтимни одаи, бидејќи само тогаш ќе бидеме чисти од внатре. А вака сме чисти од надвор. Но не сме само ние такви. Такви се најголемите криминалци во овој свет. Камерата ќе покаже. Камерата ќе докаже. До сега камерата не погрешила. Кој што кажал, кој што видел, камерата до сега не погрешила. И јас за денеска имам толку, нашето време измина, пред да ја запееме завршено.